Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ви благодарам што ја следите денешната пресконференција која што се одржува во Фондот за иновации и технолошки развој, а на која заменикот на председателот на владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, господинот Фатмир Витики, и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, господинот Коста Петров, ќе извршат презентација на јавниот повик за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации. За почетокот на пресконференцијата ќе го повикам вице-премиерот Битики да ни даде еден осврт што значи овој јавен повик за стопанството и микро, малите и средните компании во нашата земја. Повелете, вице-премиер. Благодарам, Бојан. Почитуван директор на Фондот за иновации и технолошки развој, господин Коста Петров, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска го објавуваме јавниот повик за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, кои се вкупна вредност од 8 милиони евра и е јавен повик со најголем обем кој Фондот за иновации и технолошки развој го објавува годинава. Имено ова е вкупно 9-ти јавен повик кој Фондот за иновации и технолошки развој го објавува оваа година, со што уште еднаш се потврдува дека оваа институција го изгради своето реноме и се постави на позиција на вистински дом за поддршка на креативни и иновативни проекти на младите луѓе, младите фирми, стартапови и спин-оф компании, но и сите други микро, мали и средни компании кои имаат план за собствен раст и развој. Со овој јавен повик очекуваме дополнително да се зголеми портфолиото на проекти кои се над 640, но и на компании кои ги поддржува фондот, со оглед на тоа што за овој инструмент ќе може да аплицираат само компании кои не се тековни корисници на инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој. Само преку инструментите за комерцијализација на иновациите и за подобрување на иновативноста во изминатите 3 години, поддржани се вкупно 198 проекти, односно околу 30% од вкупниот број, а за овие проекти преку буџетот на ФИТЕР за поддршка се издвоени околу 28 милиони евра, односно 66,3% од вкупно доделените средства за поддршка кои кумулативно изнесуваат 42 милиони евра. Тоа значи дека инвестираме во иновациите на компаниите, во идеите на стопанствениците, во дигитализација на процесите, зголемената нивна продуктивност и секако зголемена конкурентност. Би сакал да потсетам дека и лани, во услови на економска криза, продолживме да ги спроведуваме јавните повици на фондот, при што само во 2020 година поддржани се 229 проекти во вкупна вредност од 17,7 милиони евра, а кофинансирани од страна на Фондот за иновации и технолошки развој изнесуваше 7,3 милиони евра или околу 42% од вкупната вредност на проектите. Во однос на јавниот повик денес, кој подосна ќе го презентира директорот, би сакал да посочам дека е наменет за предпријатијата кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со друго предпријатие или со установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност. Повеќе детали ќе слушнете малце подосна. Но јас овде би сакал да ги повикам и охрабрам сите стопанственици, млади луѓе, кои имаат идеи за развојни проекти, да се пријават на јавниот повик, кој ќе биде отворен до 15 октомври 2021 година. Јавниот повик е одлична шанса за да ја забрзате динамиката на реализација на вашите идеи, да го унапредите своето производство, да го зголемите асортиманот на производите, да ја зголемите вашата продуктивност и секако продажбата на вашите продукти, а со тоа да придонесете кон креирање на уште подобро и поконкурентно економско обкружување во нашата земја. Дополнително, со новиот механизам кој го воведовме за потекнување на компаниите да бараат и дополнителни извори на финансирање, доколку корисникот достави доказ за инвеститор кој вложил износ кој изнесува најмалку 50% од износот на финансиска поддршка доделена од страна на фондот за корисникот, корисникот ќе биде ослободен од обврската за плаќање на ројалти. Ова не само што ја зголемува поддршката за компаниите, туку и делува како перпетуално забрзување на развојот. Ние и преку програмите на Фондот за иновации
и преку другите економски програми на владата и другите владени институции ќе продолжиме да го поддржуваме домашното стопанство, да расте, да се развива, да отвора нови работни места, подобро платени и со подобри услови за работа, да чекориме со брзи чекори во четвртата индустријска револуција. Се надевам дека ќе пристигнат многу квалитетни проекти, а преку веќе воспоставениот механизам на селекција на фондот ќе бидат селектирани они кои имаат најголем степен на иновативност и најдобар квалитет на проектот. Микро, малите и средни предпријатија се душата на секоја економија. Кај нив лежи потенцијал, а преку ваквите јавни повици го потикнуваме побрзото остварување на потенцијалот и мислам дека сме на вистинскиот пат за остварување на побрз и одржлив економски раст во Република Северна Македонија. Ви благодарам. Ке ми дозволите на албански. Индеруар директори фондит иновационеве да želime технологик Zotri Kosta Petrov, tenderuar professorste mediave, tenderuar qytetar. Sot shpallim thirrjen publike për grantet të bashkëfinansuara për komercializimin e inovacioneve, që ka një vlerë të përgjithshme prej 8 milion euro dhe është thirrja më e madhe publike që Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik shpall këtë vit. Në të vërtetë, kjo është thirrja e 9 publike që Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik shpall këtë vit, me çka konfirmohet edhe një herë se ky institucion ka ndërtuar reputacionin e tij dhe është pozicionuar si një shtëpi e vërtet për të mbështetur projekte krijuese dhe novatore të rinjve, kompani të reja, start-upe dhe spin-offe, por edhe të gjithë kompanitë e tjera mikro, të vogla dhe të mesme që kanë plane për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Me këtë thirrje publike presim që të rrisim edhe më tej portfolion e projekteve që janë rreth 640, por edhe të kompanive të mbështetura nga fondi, duke qenë se vetëm kompani që nuk janë përdorues aktual të instrumenteve të fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik do të mund të aplikojnë për këtë instrument. Vetëm përmes instrumenteve për komercializimin e inovacioneve dhe për përmirësimin e inovacionit për 3 vitet e fundit, unë mbështetën gjithsej 198 projekte, pra rreth 30% të numrit të përgjithshëm të kompanive të mbështetura. Dhe për këto projekte përmes buxhetit të fondit u ndan rreth 28 milion euro për mbështetje, gjithsesi 66.3% të fondeve të përgjithshme të alokuara që kapin vlerën e 42 milion euro. Kjo do të thotë që ne investojmë në inovacionet e kompanive, në ide të bizneseve, në digitalizimin e proceseve, rritjen e produktivitetit dhe sigurisht konkurrueshmërisë së tyre. Dua të kujtoj se edhe vitin e kaluar në kushtet e krizës ekonomike, ne vazhduam të zbatojmë thirrjet publike të fondit, ku vetëm në vitin 2020 u mbështetën 229 projekte në një vlerë të përgjithshme prej 17.7 milion euro dhe bashkëfinansim nga fondi arritin në 7.3 milion euro ose 42% të kësaj vlere. Lidhur me thirrjen publike që prezantojmë sot, do të doja të theksoja se i dedikohet kompanive që duan të zhvillojnë një produkt, shërbim ose proces novator, vetëm ose në bashkëpunim me një kompani tjetër dhe ose institucion tjetër që kryen arsimin e lartë, gjithsesi veprimtari shkencore hulumtuese. Më shumë detaje rreth thirrjes publike do të prezantoj drejtori i fondit Zotri Kosta Petrov, por në këtë rast e thras dhe inkurajoj të gjithë biznesmenët të rinjt që kanë ide për projekte zhvillimore të aplikojnë për thirrjen publike e cila do të jetë e hapur deri me 15 tetor të vitit 2021. Thirrja publike është një shans i shkëlqyer për të përshpejtuar dinamikën e realizimit të ideve tuaja, për të përmirësuar prodhimin tuaj, për të rritur gamën e produkteve, për të rritur produktivitetin dhe shitjet, dhe kështu të kontribuoni në krijimin e një mjedisi ekonomik edhe më të mirë dhe më konkurrues në vendin tonë. Përveç mekanizmit të ri, të cilin e kemi prezantuar për të inkurajuar kompanitë të kërkojnë burime shtesë të finansimit, nëse përfituesi paraqet dëshmitë të investitorit, i cili ka investuar një shumë prej të paktën 50% nga shuma e mbështetjes financiare të dhënë nga fondi për shfrytëzuesi do të lirohet nga detyrimi për të paguar pjesën kthyese. Kjo jo vetëm që rrit mbështetjen për kompanitë, por gjithashtu vepron si një përshpejtim i përhershëm i zhvillimit. Shpresoj që do të arrijmë shumë projekte cilësore.
kur se përmes mekanizmit të përzgjedhjes, tashmë të krijuar nga fondi, do të përzgjidhen ata që kanë shkallën më të lartë të inovacionit dhe cilësinë më të mirë të projektit. Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme janë shpirti i çdo ekonomie. Tek ata ka një potencial të madh dhe përmes thirrjeve të tilla publike ne inkurajojmë realizimin më të shpejtë të potencialit dhe mendoj se jemi në rrugën e duhur për të arritur rritje më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit. Благодарам вице-премиере за вашето обраќање. Сега би сакал да го поканам нашиот денешен домакин, директорот на Фондот за инновации и технолошки развој, Коста Петров, да ни изврши детална презентација на јавниот повик за кофинансирање грантови за иновации. Почитуван вице-премиере, почитувани граѓани и представници на медиумите, според веќе објавената годишна програма на Фондот за иновации за 2021 година, денес имам задоволство да го објавам јавниот повик за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации. За компаниите и домашната економија, истиот е од големо значење, бидејќи станува збор за најголем јавен повик на ФИТР за оваа година, според обемот на обезбеден буџет за кофинансирање од 8 милиони евра и според износот на подршка по проект, односно до 20 милиони денари. Наша цел е да ги поттикнеме активностите за истражување и развој во приватниот сектор, да охрабриме соработката помеѓу приватниот сектор и академската заедница, како и останатите форми на соработка за комерцијализација на иновации. Сега дозволете ми да ви ги соопштам деталите во врска со повикот. Инструментот нуди финансиска поддршка на предпријатија регистрирани во нашата држава со цел да развијат и имплементираат иновативни решенија, вклучувајќи поддршка за предпријатија со висок потенцијал за раст. Поддршката преку овој инструмент ќе биде доделена на проекти со јасна комерцијална цел, кои се во фаза на прототип, односно се до предкомерцијална и предпазарна фаза. Во однос на тоа, кој може да аплицира, надпреварувачот треба да ги исполнува следните услови: да е трговско друштво, основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија, годишните приходи на апликантот да не надминуваат 10 милиони евра според финансиските извештаи за претходните две фискални години и други. Би сакал да напоменам дека целосната листа на условите е објавена на веб страницата на Фондот за иновации. Но овој јавен повик, како што најави вице-премиерот, имаме уште една важна измена, со цел да го зголемиме бројот на нови поддржани компании и пристап до финансиска поддршка. Овој повик не е отворен за тековните корисници на Фондот за иновации. Дел од активностите кои ги поддржуваме со овој повик вклучуваат истражување и развој, маркетинг, активности за тестирање, активности поврзани со заштита на интелектуална сопственост и други. Целосната листа е достапна на веб страницата на Фондот за иновации. Ние како фонд и владата активно работиме на обезбедување на нови работни места во приватниот сектор. Со таа цел, во делот на трошоци кои се подобни, ќе бидат и средства за бруто плати за вработени лица кај апликантот, но и членовите на конзорциумот, кои ќе бидат ангажирани на овој проект, како и поддоговорни услуги за истражување и развој, ангажирање на експерти и советници за истражување и развој и други услуги и активности. Во однос на буџетот, како што кажав и на самиот почеток, за финансирање проекти за овој инструмент обезбеден е вкупен буџет од 8 милиони евра, се разбира во денарска противвредност. Преку овој инструмент, фондот обезбедува финансиска поддршка во максимален износ од 20 милиони денари. И тоа, до 70% финансирање од вкупниот буџет на проектот за предпријатија чиј просечен број на вработени е до 50 вработени и чиј годишен приход во последните 2 години е помал од 2 милиони евра. Односно, до 60% финансирање од вкупниот буџет на проектот за предпријатија чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход во последните 2 години е поголем од 2 милиони евра, а помал од 10 милиони евра. Време траењето на проектот за кој се доделени финансиски средства преку овој инструмент може да биде до 24 месеци. Покрај финансиската поддршка на компаниите кои ќе аплицираат, на овој јавен повик фондот повторно им нуди можност за дополнително финансирање преку партнерите Стопанска банка, Тутуска банка, Шпаркасе банка, Прокредит банка, Уни банка и Silk Road банка, со што на компаниите им се достапни кредитни производи и услуги по привилегирани, односно пониски каматни стапки од редовните. Дополнително,
На компаниите им се достапни кредити за користење на клауд платформата на Amazon Web Services од 10.000, 25.000 и 100.000 американски долари. ФИТР и овој пат ќе организира и менторска поддршка наменета за компаниите кои ќе аплицираат на повикот, а ќе се однесува на фазата на подготовка, фазата на развој и реализација на идеите на компаниите. Процесот на евалуација на проектите ќе се одвива во две фази. Фаза на предселекција, која се спроведува од страна на 3 домашни стручни лица по проект, односно 2 стручни лица од областа што соодветствуваат со критериумите за евалуација и едно лице од областа што соодветствува на предлог проектот. Во втората фаза, односно фазата на селекција, таа се спроведува од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции, која донесува и финалната одлука за финансирање преку овој инструмент. Главните критериуми според кои ќе се оценуваат предлог проектите се степен на иновативност, квалитет на проектот, капацитет на проектниот тим, потенцијал на пазарот и влијание на проектот. Во однос на капацитетот на проектниот тим, би сакал да истакнам дека е задолжително минимум еден од членовите на проектниот тим да биде од областа на маркетинг и продажба. Да потсетам дека финалната одлука за кои проекти ќе бидат финансирани на овој јавен повик ја носи Комитетот за одобрување на инвестиции, кој е составен од 5 врвни експерти, предприемачи, а тоа се Марвин Лао, Ашер Седики, Ноел Грегор Патерсон Джонс, Гунтер Фелингер и Вибу Шарма. Процесот на аплицирање е исклучиво онлайн, а целокупната проектна документација е достапна на веб страната на Фондот за иновации. Рокот за аплицирање за јавниот конкурс за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновациите е до 15 октомври 2021 година до 14 часот. Целокупниот јавен повик, односно сите детали за јавниот повик, се достапни на веб страната, односно на www.fitr.com/комерцијализација 2021, а ако имате дополнителни информации, тука и тимот на фондот да одговори на сите ваши прашања преку нашиот мејл комерцијализација 2021@fitr.mk или на нашите контакт телефони. За крај би сакал да изразам задоволство што преку овој инструмент семејството на ФИТР ќе добие голем број на комплетно нови корисници. Отворениот повик е уште еден чекор за побрзо напредување на домашната економија, бидејќи комерцијализацијата ќе овозможи на пазарот да добиеме поширок избор на производи и услуги, а компаниите да генерираат повеќе приходи, да ја зголемат ефикасноста, профитот и да ги намалат трошоците. Ви благодарам. Благодарам и на вас, директоре. Би сакал да ги замолам од режијата дали имаме прашање од медиумите на Zoom платформата. Имаме некој прашање? Аха. Да видиме техниката што ќе. Да, немаме прашања од присутните медиуми на Zoom платформата. Благодарност до вице-премиерот Битики и директорот на фондот Коста Петров за вашите излагања во однос на промоцијата на јавниот повик за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации. Само да подсетам, станува збор за најголемиот јавен повик на фондот за иновација од 8 милиони евра. Ги покануваме, охрабруваме сите млади иновативни луѓе и сите они кои што сакаат да ги развиваат своите компании да аплицираат. Ви благодарам на вниманието.